Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје и се разбира нова тема на која што ќе разговараме во овие следни 45 минути од прилика. Зборуваме за псоријаза, која што е често незаразно хронично заболување на кожата, болест на современиот живот или пак болест како што уште велат со периоди на подобрување и периоди на влошување. За причините, симптомите, дијагнозата и се разбира третманот, контролирањето и на ублажувањето на симптомите, утрово во Фактор здравје разговараме со доктор Дејан Филиповиќ, специјалист дерматовенеролог од Универзитетската клиника за дерматологија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Така. Псоријазата е честа патологија и проблем кај популацијата. Велат за многу мал процент повеќе е застапена кај жените отколку кај мажите. Како една дефиниција или што представува какво хронично? Па многу убаво уствари дел од дефиницијата кажавте во најавата. Значи представува една честа инфламаторна, воспалителна, генетски детерминирана хронична болест која што не може да се излекува, меѓутоа може да се контролира. Во лето се подобрува заради подобрата влажност на воздухот, нели ради влагата и кожата е повлажна и не пука до толку како што во зима кога е сува, додека во зима нели доаѓа до влошување. Инаку фаќа скоро 3% од вкупната светска популација, што е навистина една импозантна голема бројка и навистина ги опфаќа повеќе жените него мажите, меѓутоа тоа е некоја мала незначителна разлика. Така, да. Ризик факторите, причините, симптомите, дијагнозата и она најважното, третманот и контролирањето. За сето тоа ќе слушнеме токму од вас веднаш по првиот блок реклами. Јас ги поканувам и нашите гледачи да се јават, да прашаат, да постават прашања и да добијат совети и препорака за проблемот. Останете со нас. На тема псоријаза утрово во Фактор здравје разговараме со доктор Дејан Филиповиќ, специјалист дерматовенеролог од Универзитетската клиника за дерматологија. Ризик факторите, бидејќи автоимуно заболување, така псоријазата, причината најчесто и некогаш се вели не се знае докрај, но има ризик фактори кои што ја поттикнуваат или придонесуваат да се појави. Дефинитивно причината за настанување псоријазата ден денеска не е јасна, иако има еден мал милион истражувања на таа тема. Ке зборуваме нели за истражувањата подосна. Се вели дека литературата ни кажува, еве и ние самите гледаме, дека најчесто генетскиот фактор игра најголема улога. Што значи генетскиот фактор? Вика, вели еден родител доколку имал псоријаза во животот или некој негов нели потомок, предходник, постои 10 шанса, нели, самиот пациент да добие, додека се двата родители демек со псоријаза, испаѓа дека 50% е голема шансата да се стекне самиот пациент со псоријаза. Меѓутоа, ја водат псоријазата во генетски комплексни болести како ревматоидниот артрит, како дијабетот, значи навистина една убава тема за истражување. Меѓутоа самиот наследен генетски фактор не игра и крајна улога, значи не може само не значи дека само ако некој имал во фамилијата псоријаза дека сигурно ќе добие. Поголема, да речем, улога играат овие надворешните ризик фактори, кои што може да бидат провокатори или тригер фактори за појава на псоријатични промени или во некој случај фактори за екзацербација или за влошување на веќе постоечките промени од псоријазата. Од надворешните фактори морам пред се да споменам дека стресот игра навистина голема улога. Кај нас дерматолозите во нашата професија, во нашата бранша, стресот навистина игра голема улога и некои ќе речат, па добро демек свели од стресот. Во принцип и не само за псоријазата, туку и за други кожни промени, апсолутно, така? Апсолутно, многу кожни промени, особено автоимуните болести за кои што не се знае етиологијата, односно начинот на кој што се појавуваат, настануваат, се на база на стресот. Знаеме ние дека стресот, кога сме под голем, особено хроничен, јак, акутен стрес, може да дојде, дали пример, проблеми со тироидејата, појава на дијабет, зголемување нели на шекерот, косопаст, алопециите, меѓутоа може да дојде и до псоријатични промени, особено нели кај што постои генетскиот фактор. Освен стресот, кој што да речем игра некоја најголема улога за појавата на псоријаза, тука се и медикаментите, односно лица што користат одредени медикаменти по долг период, како да ќе набројам неколку, да речеме литиумот кој се користи кај психијатриските
пациенти, особено биполарност и такви слични заболувања. Потоа бета-блокаторите, кои што се многу чести лекарства, особено кај луѓето со срцеви проблеми или висок притисок, хипертензија. Потоа антималариците, што се користат кај ревматоидниот артрит, кај системскиот лупус еритематодес, кај еден куп ревматолошки заболувања, каде што навистина помагаат, може да дојде нели до појава. И тука се и многу други лекови, меѓутоа нели не толку чести како овие што ги споменав. Така, затоа може да кажеме псоријазата и придружните болести, односно веќе едно постоечко заболување може да испровоцира или да предизвика појава на псоријаза. Или да ги влошат веќе постоечките промени. Постојат повеќе типови на псоријаза. Морам да напоменам, освен онаа стандардната хронична плакарна псоријаза, што е најчест тип и најлесен тип на псоријаза, тука и гутатната форма, која што у принцип кај која што всушност претходи некоја бактериска или вирусна инфекција. Постои еритродермична форма каде што еден многу тежок тип на псоријаза, каде што се јавува генерализирано, односно црвенило на целото тело, најчесто по долго трајно користење на кортикостероиди. Ќе споменеме тоа после кога ќе зборуваме за терапијата, затоа што самите луѓе нели на своја рака честопати знаат да користат еден куп лекарства, што всушност некогаш и не е паметно. Како да се вратиме на ризик факторите, освен нели медикаментите, освен стресот, тука игра голем фактор и алкохолот, цигарите, гојазноста, така да има навистина еден куп ризик фактори, па и годишното време, како што напоменавме во најавата. Летото оди во прилог, зимата, така е малку потешка и покомплицирана за псоријазата. Честопати се влошуваат симптомите во зима, додека во лето, морам да напоменам, псоријазата всушност представува еден голем психолошки проблем кај пациентите. Иако е неизлечива, не е заразна, сепак промените некогаш за некого изгледаат грдо и честопати самите луѓе со псоријатични промени, особено на видливите фотоекспонирани регии, целат кон тоа да се скријат, да не ги покажат, па да речеме при едно обично здраво, знаат нели да реагираат, да ја скријат раката и слично, што всушност нема потреба од тоа. Меѓутоа сите нели се плашат од реакцијата на другиот и како ќе бидат прифатени. Проблемот е во тоа што еден дел од терапијата за псоријаза е всушност и сончањето. Ние на нашата клиника имаме специјални медицински солариуми каде што точно се подесува колкава светлина сончева треба да се прими во килоџул на квадрат за нели да се излечи, да се среди, да се стави во регресија една промена псоријатична. Меѓутоа во лето кога ќе дојде и кога ние препорачуваме сончење, нормално во оние кога не е најако сонцето, кога не е најако, кога UV факторот е идеален за сончење, под 6, сепак доаѓа до некое повлекување, до срам, нели, до соблакање, до покажување на истите тие промени на плажата, а всушност тоа е еден од лековите. Тоа помага во ублажувањето на симптомите, ублажување на чешањето, па и до некогаш и до комплетно повлекување еден краток период. Дали солената вода? Па и солената вода. И солената вода. На времето кога бев помал, имав пријатели на моите родители што имаа псоријаза, знам одеа во Уцинј на оној убавиот песок, па се закопува во песокот. Значи има многу такви, да речам, бабини во наводници лекови кои што навистина природни начини кои што навистина помагаат. Јас не сум против тоа, меѓутоа не и препорачувам секогаш све, меѓутоа луѓето пак ќе речам тежнеат да пробаат се што мислат дека може да помогне. Да почнат да го решаваат проблемот. На кои делови на телото најчесто се јавува? Зафаќа повеќе делови или зависи од типот на псоријазата, така? Да речам во 90% од времето почетните промени се на лактите и колената и скалпот, капелициумот на главата, нели горе. Меѓутоа тоа не значи дека мора да е така. Ние најчесто при самиот преглед, при клинички преглед, правиме проверка на лактите на колената. Многу се слични псоријатичните промени
со екзематичните промени, затоа што едното и другото заболување се еритемосквамозни болести, тоа е група на заболувања кои што имаат таква еритемосквамозна промена плака, која што е со лушпа, специфична на клинички преглед, така да кога се прави дистинкција меѓу екзема и псоријаза, мораме да одиме со биопсија, а тоа е и најчесто пред да дадеме било каква терапија, мораме 100% да ја верификуваме псоријазата, односно болеста, а тоа е со земање на парче кожа од некоја, да речам, најнова појавена промена, за да, нели, пак ја речам, 100% да детерминираме за што станува збор. Хистопатолошки се проверува парчето материјал под микроскоп со специјални боења и се утврдува конкретно за каков тип на псоријаза, колку време е таа псоријаза, дали е хронична, дали е акутна, се извинувам, што би помогнало да одиме со конкретна, адекватна терапија за побрзо излекување. Така. Како изгледаат тие промени на деловите од телото каде Тие што ќе изгледаат, се да, појават? како црвени макули, тоа се како овални форми, како паричка, со една лушпа, која може да биде и црвенкаста, може да биде и беличаста, зависи нели од типот на псоријазата. Постојат три феномени, всушност, за детектирање на псоријазата, кои што може да ги направат и самите пациенти, а тоа се феноменот на стеаринска свеќа, кога ја гребеме самата промена и кога целата лушпа знае да се откачи да падне, потоа феноменот на восочна дамка, каде што материјалот при гребењето е многу повеќе од она што очекуваме да биде, затоа што се рони самата лушпа од плака од промената, и феноменот на точкасто крварење или аушпицов феномен е феномен кога ќе се отстрани самата лушпичка, се јавува ситно точкасто крварење на самото место од каде што е лушпичката отстранета. Тука доаѓа и Кебнеровиот феномен, морам да го напоменам, а тоа е најчесто на место на траума, да речеме дали ќе се изгребеме на рака или ќе се удриме или слично, може да се јави псоријатична лезија или промена. Така. Може во која било возраст во текот на животот, а има ли Литературата некоја средна возраст кога најчесто би се јавила Па да, псоријаза? литературата вели најголема шанса е во 20-тите и 30-тите години, втората и третата деценија. Меѓутоа, нели, може да се јави во било кое време. Ние сме имале случаи на клиниката и кај дечиња мали, испод 6 години, кај што се јавува псоријаза. Нели, прво одиме со атописки, со себородичен дерматит, со други многу почести дерматози кај дечињата, меѓутоа знае псоријазата. Може би не до тој степен како што е кај возрастните, меѓутоа може да почне и во 60-та година. Некои имаат само промени на главата, на скалпот. Тие се оние како перутање, како чешање, како јадеш на самиот скалп на главата. Некои имаат само на рацете, некои имаат секаде. Некои псоријази знаат да препокријат многу поголем дел од телото, меѓутоа нели тоа се некои потешки типови каде што дури треба болничко лекување, односно терапија која се дава само во болнички услови, редовно сончање во нашите солариуми. Така, и затоа можеме така да ја класифицираме како лесна форма која може и незабележително да поминува, не прави нели голем проблем, но и потешка, посериозна форма, како што рековте, која ќе зафати многу поголем дел така од површината на кожата на телото. Ние на нашата и веќе си бара и апсолутно и појака терапија. Освен онаа стандардна кортикостероидна терапија, емолентна терапија и сите оние препораки што ги даваме, на нашата клиника морам да кажам дека имаме во моментов 3 пациенти кои што користат биолошка терапија. Тоа во светот не е нешто најново, веќе се користи, меѓутоа сега дојде и кај нас. Имаме среќа да работиме со таа биолошка терапија. Морам да кажам дека 3 пациенти во моментов се одбрани. Изборот беше врз основ на PASI скор, тоа е она Psoriasis Severity Area Index, всушност зафатнина на псоријазата. Треба да биде скорот над 10, тоа значи дека скоро повеќе од половина површина на кожата е зафатена. Одбравме конкретни пациенти кои што и самите прифатија да се лекуваат со оваа нова терапија и морам да напоменам дека еве веќе после месец дена користење на терапијата има на вистина огромен успех.
промените се скоро веќе повлечени на местата каде што беа лушпите. Знаете, оние лушпи каде што по рацете особено знаеме да ги чешеме, да ги гребеме, па да ги раскрвариме, па на самата рана да се накалеми некоја бактериска инфекција. Тука доаѓа најголемиот проблем со псоријазата. Така, веројатно и боли во моментот, така ако се иритира. Дефинитивно и болка. Тука е присутен психолошкиот момент, нели да не покажеме, да скриеме, па ги виткаме рацете со разни шамивчиња, крпи и слично. И важно е сето тоа да се надмине. Плаките се повлечени, се само еден еритем, односно едно црвенило е станато, меѓутоа целиме и тоа да помине, така да навистина добар резултат. Добре, и позитивна вест, така за оние кои што го имаат проблемот со ова во новитетите во терапијата. Иако е скапа терапија, може би недостапна за секого, меѓутоа мислам дека со фондот веќе ќе може да се користи редовно. Така, да. Имаме и гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро, само ќе ве замолам малку погласно, не успеавме убаво да ве слушнеме на почеток. Дали сте се уште на линија? Ало? Така, сега се слушаме, повелете. Да. Добро утро и едно прашање до вас и до докторот. Да. Имам внук, има псоријаза на главата. Се идеше на доктор, се мачкаше со разни тие препарати, сега почна да му се шири и по лицето, над капакот на окото, но и после на кителото да го чешат и му се појавуваат некои крупчиња. Беше на кожен доктор, го дадоа да се мачка со некоја течност. И сега да ви кажам тоа дека ова е наследно. Мојата свекрва имаше исто така псоријаза од колената надоле и од на рацете исто така од лактоите надоле. Она не се излечи. Исто така нејзиниот син имаше псоријаза на главата. Одесме во Струга кај еден човек, нази лекар, го излечи. А сега ви викам сега детево, толку сме загрижени, не знаеме што да правиме. Колку години има? 36 години. А веќе ова го има 4-5 години. Така, доволно е, доктор Дејан? Доволно е, да. Ви благодариме за јавувањето. Рече госпоѓата, благодарам за прашањето, дека има прво на скалпот на лицето. Кај псоријазата промени на лице не се јавуваат. Тоа што е на лицето, веројатно е некоја друга дерматоза слична на псоријазата. Промените по телото, по рацете, рече како крукчиња, сега јас вака на памет можам да кажам дека тоа да може да е некоја габична инфекција, што е многу слична на псоријазата, и тоа на главата може да е некој себороичен дерматит. Меѓутоа, пошто рече наследниот фактор им е присутен, така? Дека веќе има псоријаза во фамилија, дека веќе е прегледан човекот, може би и станува на вистина збор за псоријаза. Затоа, како што реков преска, многу е битно да се земе биопсија, односно едно мало парченце кожа кој што не остава никаква лузна, за да се конкретно детерминира типот на болеста и на дерматозата и за што точно станува збор. Тоа се прави најчесто доколку самиот клинички преглед не е доволен. Спомна надри лекарства, спомна излекување, на вистина не е можно излекување. Надри лекарствата, сега не знам конкретно за какви надри лекарства станува збор, меѓутоа имам информации дека и тие луѓе што ги прават тие надри лекарства ставаат во истите креми и масти, кортикостероидни креми, така да ефектот покрај невенот, покрај сите оние витамински пантексолот, пантенолот, покрај сите оние витамински супстанци пропратни на кортикокремите, така да тоа може со прекомерно користење, нормално дека помага кортикокрема, особено некоја јако потентна, ако ставиме на таква промена, може да доведе до влошување. Токму така и до како да речам, појава на некој многу потежок тип на псоријаза. Така да сепак не треба таа терапија да се злоупотребува, е убаво да се провери што има во тоа, да се праша што се мачка, не само да се, затоа што на вистина псоријазата не е излечива болест, меѓутоа и не штети на другите органи, не може да се умре од истата болест, меѓутоа може да предизвика само да се ублажат и намалат симптомите, да се контролира, да се одржува во некоја рамнотежа. Да, перзистира во текот на целиот живот со ублажување, со смалување и со појачување на симптомите, меѓутоа у принцип
не може да се излекува Треба многу внимателно така со психолошки сето проблем. тоа. Така да. Дали имаме и следен гледач? Добро утро. Ало, добро Да, утро. ве слушаме. Повелете. Поздрав многу до Билјана и сакам да го поздравам докторот. Значи, да ви кажам наискрено, јас сум возрастна жена која ги прати емисиите и докторот во неколку наврати го имам гледано на телевизија. Така. Да му кажам само дека му се восхитувам. Просто едноставно тој која зборува како толку едно мило дете, јас имам жена од 68 години сум, да не ме сватите погрешно. Така, да. Вие, докторе, не сте свесни како внесувате ведрина, еден тивок, така еден, не знам како да ве опишам, каков сте тоа вие човек, како ни требаат вакви луѓе. Дури би ве ставила и психолог да бидете, може психијатар, може би се во едно, пет во едно во вас, човек, еден таков голем човек, вие не ме познавате, а јас ве гледам и навистина ви се восхитувам и морав да ви кажам дека ви се восхитувам толку млад, а толку смирен, толку добар, ни требаат вакви луѓе. Така, да. Значи, Ви премногу ни благодариме требаат. и за јавувањето и за убавите зборови кои што ги упативте. Да, секој доктор на некој вистина начин им мора да биде и благодарам, психолог. да. Така, посебно па велиме кај овие дерматолошки проблеми, така, кои што ни создаваат некогаш и малку... Морам да се заблагодарам јавно на господјата, на вистина ми е драго за вакви убави зборови. Не знам, таков сум едноставно. Веројатно и професијата е така. Пристапот е многу битен на лекарот кон Апсолутно, пациентот, бара за нели професијата. каква и да е состојбата, малку посмирени так, да бидеме, так. да го слушнеме и следниот гледач, ќе го слушнеме вашето прашање, а одговорот ќе го слушнете по рекламите, но добро утро и повелете. Добро утро. Дали сте се уште на линија? Да. Да, ве слушаме, повелете. Ало, Да, ве слушаме. прашање до докторот. Може секако. Ајде, имам псоријаза на ноктите. Така, добро, продолжете. И на 15-16 години ми се јави по целото тело. Се исчисти, бев на болница, се исчисти, сега ми остана само на ноктите. Добро. Примате некаква терапија, преземате нешто, користите? Кортикостероиди, белосалик. Така, да. Добро, ви благодариме. Останете и понатаму да не следите. Следува блок реклами и веднаш потоа ќе го слушнете и советот и препораката од доктор Дејан токму за ова кое што го поставивте како прашање. И веднаш по рекламите да го слушнеме и следното прашање. Добро утро и за вас, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до водителката и докторот. Имам едно прашање до докторот. Ајде. Значи, секое после бањање, ногите од колената надоле, тие ќе побелат, кожата ќе ми побеле и ќе почне да ме чеше толку многу да до карварење доваѓа. Немам никакви рани, никакви брумки, немам ништо. И истото се случува на грбот, на левата страна на плешката и тамо го имам истото чешење. Секој после бањење и морам да употребам разни кремови, разни маски и ништо не ми помага. Така. Тоа го Во ред. молам Да, докторот. тоа е проблемот кој што го имате. Ви благодарам за јавувањето. Ајде да одговориме на гледачката Првата, пред да. рекламите, така, која што Првата спомена за гледачка. на ноктите дека е Да, останата убаво што псоријаза. спомена гадачката, изумивме да кажеме дека повеќето типови на псоријаза особено ги опфаќаат и ноктите. Тоа е многу налик на габична инфекција, на класична оникомикоза, дури предизвикува и ониколиза, тоа е подигање на подлогата, на самата ноктена плоча од подлогата на ноктот. Во тој случај се става
крема што всушност го омекнува ноктот, како крема со уреа 40% или ксеролак 30%. Има многу денеска на пазара такви креми што знаат да ја омекнат ноктената плоча и нормално се струга да се изравни пред се површината за да од волуменот на ноктот не се прават трауми на околното ткиво на прстот. Инаку како сам нокт нема некаков проблем, меѓутоа пак ќе речам естетски тоа навистина не изгледа пријатно, иако не е нешто страшно, меѓутоа мора да се третира. Постојат и други терапии што се ставаат за ноктите за да се подобрат, меѓутоа со третирањето и со лечењето на останатите псоријатични симптоми се подобруваат и самите нокти. Морам да го напоменам да речам некој протокол за третирање на псоријазата. Така, да. Ама пред да зборуваме за третирањето, може ли на И за следниот гледач да му токму одговориме? така, нема проблем. Сува кожа, веројатно, така. Веројатно е некој пруритус, да. Не прашав господинот колку години има, предпоставувам дека се работи за возрастен човек по гласот. Веројатно е некој пруритус и чешање. Веројатно треба капење со маслена купка, тие се сега многу модерни да речам, меѓутоа и многу ефикасни од друга страна. Маслени купки кои што ги користиме нели за миење на телото, не и на главата, и потоа аплицирање на било каков емолиент, односно некое витаминско млеко за тело, кое што ќе регенерира кожата, односно самиот епидерми нема да дозволи пецкање, затоа што многу нервни завршетоци има во кожата. Нормално е со време, па и кај мажите нормално, да дојде до сушење на истата кожа и до пецкање, јадеш, перутање на истата кожа. Така, а и најчесто се манифестира после туширање така сувоста на кожата од колената надолу. Тука најмногу може да се забележи. Средството со кое што нели се тушира, барем еве и гледачот кој што се јави, може би треба да го смени некогаш и тие предизвикуваат сувост на секако. Пред се тоа е прв избор, меѓутоа нели може да станува збори за некоја друга дерматоза, доколку има некој црвенила, крусти се, некакви промени вака на вистина. По телефон, ваков совет можеме и препорака. Бар некоја фото, теледерматологија. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Дали се слушаме? Да, во очекување на јавувањето на гледачите, терапијата, велиме секогаш она најважното така, нема да се излечи псоријазата, ама барем да можеме да ги ублажиме симптомите. Зависи ли од видот на псоријазата, од степенот и сериозноста, веќе на проширената, како рековме, лесна, средна или тешка и во која насока е терапијата и лекувањето? Дефинитивно зависи, затоа е битно клиничар, односно дерматолог во случајов да ја даде конкретната диагноза, затоа и се прави повторно, ќе речам, онаа биопсија, ако нели самата клиничка слика не е доволна за детерминација на типот на псоријазата. Многу псоријази знаат да ги зафатат изглобовите, псоријатичен артрит да се јави, така да не е сепак тоа толку безазлено. Значи, мора да се обрне внимание. Инаку, кај оние полесните типови, кај обичната хронична плакарна псоријаза, пред се оди со локални кортикостероидни креми, најчесто со оклузија, тоа е со доколку е да речеме на рацете, се мачка кортикостероидната крема и се обвиткува со фолија, не онаа станиолот алуминиумска, него онаа пластичната најлонска што е за храна. За да нели лекот пред се заштитиме од бришење од чаршафите и од постелнината, туку и подобро да се впие во кож, на местото каде што е промената. Значи, како што реков, прво се оди со кортикостероидна локална терапија, има тука и други терапии, сега да не навлегувам толку, и емолиентна, односно заштитна терапија, односно креми со регенератори што придонесуваат за обновување на површниот слој на епидермот, за да се спречи колку е можно повеќе пукањето на кожата и оној Кебнеров феномен што го спомнавме, на место на траума појава на псоријатична промена. Така, да ја хидрираме, да ја одржуваме влажна, мека, така за влажна, да мека, не дојде до здрава, токму така. Потоа, втор, да речам, степен на терапија кај малце поопширни форми е сончањето, односно пува сорален УВА терапија, е сончање во тие медицински солариуми, не оние солариуми кај што одиме за да добиеме тен, каде што точно се подесува светлината која што треба да ја прими псоријазата, да речам, по наводници,
и имаат многу голем ефект. Тука некогаш се става и псорален, тоа е појачуваш фотосензибилизатор кој што придонесува за уште подобар ефект на светлината од солариумите и трет степен е веќе хоспитализација во болнички услови, давање на многу по-инвазивна парентерална ампуларна терапија и во крајен случај биолошка терапија, што е за сега кај нас многу скапо, меѓутоа не изводливо нели за аплицирање. Како едно од решенијата нели во третманот. Имаме уште двајца гледачи, ќе ве замолам кратко да ги поставите прашањата, бидејќи веќе сме кон крајот на емисијата. Добро утро, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали може докторот да објасни разлика помеѓу екзема и псоријаза? Благодарам. Добро, ви благодариме. И следниот гледач и последен во ова денешно издание. Ве слушаме и вас, повелете. Добар ден. Добар ден. Сакам поздрав до емисијата прво и до докторот. Така, ви благодариме. Сакам да прашам, значи се работи за акутична псоријаза, значи во повеќе наврати во повеќе години наназад. И до сега имам користено неотигазон. Колку е тоа ефикасно за истата за лечење и колку време може да го користам? Така, да. Ви благодариме. Псоријаза и екзема. Секогаш едно со друго, така ги спомнуваме. Да. Во принцип, клиничката слика е многу слична. Меѓутоа, екземот не е една работа. Екземот е група на заболувања на повеќе воспалителни, екзематични заболувања, како себороичниот дерматит, како контактниот дерматит. Екземот може да биде од контактна природа, од детергент, од дезинфициенс, од прашина, може да биде таа себореа класична, што сега може еден куп работи да бидат, у принцип и се јавуваат на други предилекциони места, односно на локализацијата не е пред се на колената и така слично, така различно, навистина ќе ми треба многу повеќе време да објаснам. Ќе одвоиме посебна тема само за екзема, така? Со задоволство, зашто да не. Инаку терапијата е до некаде слична, меѓутоа екземот е многу побезазлен. Екземот се јавува локално на местото, да речеме, на изложеност на алергенот, дали подолго трајно или моментално на некој појак алерген, и многу полесно се третира и лечи и се повлекува и не. Отколку псоријазата. Токму така, псоријазата презистира у текот на целиот живот. Прашањето на последниот гледач? На последниот гледач користи неотигазон, неотигазон е дел од терапијата, е многу ефикасен, меѓутоа мислам дека е дефицитарен во последно време, па има некој субституент што го набавуваат луѓе од околниве земји, од соседиве. Меѓутоа неотигазон никако на своја рака мора дефинитивно да се препише од клиничар и да се нагласи дозата и како се прима и како се зима, така да и не може да се користи константно, затоа што самите пациенти тежнеат кон тоа. Нормално, сите сме луѓе, сите тоа го правиме, нели? Ќе дојдат еднаш на лекар, ќе им се даде терапија и после истата таа терапија си ја користат сами кога и да затреба. А треба да доаѓаат и на контроли, така, за да се види како е. Меѓутоа, затоа се контролите, на 2 недели на месец, кај оние со поразвиена. Индивидуалниот одговор на терапијата е различен, токму така, се знае како се намалува терапијата за да не се створи таа кортикостероидна завис, затоа што самите кортикостероиди кај прекумерно користење знаат да дадат еден траен еритем, односно едно трајно црвенило кое што после многу тешко да речем и не може да се излекува. Знаат да истенчат кожата, да доведат до други несакани последици. За самиот крај, спомнавме во терапијата начините, можностите, така кај едната или кај другата форма на псоријаза, има новитети, но има и многу истражувања, така, кои што одат во прилог секогаш да се најде најдоброто за третман. Дефинитивно и најдоброто прашање за крај. Мене псоријазата ми е, да речам, една од омилените дерматози, затоа и ја земав за испитување за мојата докторска дисертација, односно за докторатот што го спремам. Насловот, да речам во кратки црти, е третирање на една псоријатична плака со користење на CBD компонентата од канабисот, односно канабидиолот. Дефинитивно, да не речам нема, ама многу малце, ако имам воопшто истражување на таа тема, на користење на CBD-то за третирање на една плака, и јас конкретно правам на нашата клиника едно истражување каде што споредуваме третирање на една таква псоријатична плака со канабидиол, со одредена
процентуална застапеност на ЦБД, све нели во рамките на дозволеното, во споредба со емолентна терапија, кортикостероидна терапија, и да видиме, се надевам дека ќе добиеме едни многу добри резултати, затоа што искрено верувам во оваа нова технологија, да речеме, и овие нови лекарства, така да мислам дека ќе имаме позитивни резултати, меѓутоа како велат, добро истражување и оно истражување кое што ќе покаже дека нема ефект, така да ќе видиме на крајот што ќе испадне, ќе трае тоа 1 година, така да се надевам на многу позитивни резултати кои што утре ќе помогнат нели на многумина кои што имаат овој проблем. Мислам дека и днината е во таа терапија со ЦБД компонента со канабидиол, така да се надевам на позитивни резултати. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Така. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.